На денешен ден во 1187 година арапскиот генерал Саладин го зазеде Ерусалим од христијаните, предизвикувајќи ја со тоа третата крстоносна војна во 1189 година. На овој датум во 1608 година холандскиот оптичар Ханс Липерши го покажа првиот телескоп во Хаг, кој потоа стана широко користен низ светот. На денешен ден во 1847 година роден е германскиот државник и фелдмаршал Пол фон Хинденбург. По неговата смрт нацистичкиот водач канцелар Адолф Хитлер ја презеде апсолутната власт. На овој датум во 1869 година роден е индискиот национален водач Мохандас Карамчанд Ганди, наречен Махатма, водач на борбата за ослободување на Индија од британската колонијална власт, татко на модерна Индија, најпознатиот поборник за ненасилството во постигнувањето политички цели. На денешен ден во 1870 година папскиот плебисцит одлучи да се обедини со Италија, а италијанската престолнина е преместена од Фиренца во Рим. Во 1895 година во Сплит е роден југословенскиот диригент и композитор Јаков Готовац, авторот на популарната комична опера Еро од другиот свет. 1935 година најде инспирација за своите дела првенствено во фолклорот, симфониски круг, божик, орачи, гуслар. На денешен ден во 1944 година по 63 дена тешки борби германските нацисти го задушија востанието во Варшава за време на Втората светска војна. Загинаа 250.000 варшавјани, голем број завршија во нацистичките концентрациони логори. На овој ден во 1975 година царот Хирохито пристигна во Вашингтон при првата посета на јапонски суверен на САД. На денешен ден во 1985 година почина американскиот филмски актер Рок Хадсон. Тој сними 63 филмови во кои главно играше улоги на романтични херои. Во последната година од својот живот привлече големо внимание со јавно признание дека боледува од СИДА. Пред 34 години на денешен ден во близина на Дубровник започнаа конфликтите меѓу хрватските сили и Југословенската народна армија. Следните денови околината на тој град беше опустошена, а стариот град Дубровник беше гранатиран и остана без електрична енергија и вода. На денешен ден во 1996 година поранешниот бугарски премиер Андреј Луканов беше застрелан пред својот дом во Софија. На овој ден во 1999 година Кина и Русија ја прославија 50 годишнината од нивните дипломатски односи со првата заедничка воена вежба. На денешен ден во 2009 година Ирска го ратификува Лисабонскиот договор на корективен референдум со 67,13% од гласовите за. Плашејќи се за суверенитетот на својата земја, ирците претходно во јуни 2008 година го отфрлија овој договор. На овој датум во 2012 година во вооружен напад врз студентски дом во Муба, североисточна Нигерија, за време на студентските избори убиени се 20 луѓе. Пред точно 12 години во сообраќајна несреќа загина италијанскиот актер Џулијано Гема, познат по улогата Ринго во Шпагети Вестернс. Тој глумеше во повеќе од 100 филмови, а на телевизија од комедија до авантуристички и историски филмови.